Да ги поздравам присутните министри, да ги поздравам присутните дипломати, исто така представниците на невладиниот сектор, стопанските комори и на универзитетите. Јас прво би сакала да се заблагодарам за присуството на двете министри, бидејќи со ваквото присуство може човек да одговара и на критика, и на совет, и на пофалба, и на предлог за решавање на одредени предизвици или теми, но се согласувам со она што беше кажано. Не може двајца министри да имаат време да бидат присутни и премиерот да биде истовремено присутен на надзорна расправа во собранието, а еден друг нивен колега министр да биде одсутен по не знам кој пат во собранието. И сметам дека тука треба и вие во влада малку да поразговарате, другите колеги министри, да имаат предвид дека нивна обврска не е избор или факултативна некоја задача, обврска е да бидат присутни пред собранието. По однос на она што го спомена министерот за дигитализација, закон за сајбер безбедност, закон за електронски комуникации, закон за електронски документи, закон за архивска дејност, јас имам едно прашање до двајцата министри, до министерот Муртезани и до министерот Андоновски. Го имавме тој случај со законот за енергетика. Значи, со законот за енергетика, кој што беше прилично обемен, ние покривме една област која што е регулирана во рамките на Европската Унија. Но, не е секој член од предложениот закон или од усвоениот закон, не е секој член усогласување на македонското со европското законодавство. Има одреден број на членови кои што се регулираат специфични состојби во државата, а може би не се на таков начин регулирани во рамките на Европската Унија. Затоа би сакал да отворам една дилема на кој начин да ја подобриме, условно кажано, детекцијата на членовите во предложените закони кои што ќе ги доставувате до собранието, да знаеме, например, од законот за електронски документи кој што ќе дојде, кои членови се нужно поврзани со усогласувањето со европското АКИ, а кои членови се по специфично регулирање на нашите состојби во државата како дел од македонското законодавство. Ова го прашувам со цел за да знаеме ние како пратеници и како председател на Комисијата за европски прашања на кои членови се овозможени, условно кажано, амандмани. Тоа не значи дека ние можеме да донесеме заклучок и на некого да забраниме да поднесе амандмани, може на секој член да се поднесе амандман, но кога председателот на Националниот совет за евроинтеграција или за Комисијата за надворешна политика или за европски прашања ќе знаат отприлика која е детекцијата на оние членови кои што се суштински поврзани со усогласување со европското АКИ, тогаш и нам ќе ни биде полесно каде да ја насочиме дебатата, што може да се подобри или да не се подобри, а што на некој начин треба да остане така како што е предложено, бидејќи е соодветно на европското законодавство. Така што за оваа тема сакав да ја отворам со вас и да прашам дали би било можно предлагачите на законите, освен тоа што ќе имаме европско знаменце и согласување на директива на самиот предлог на закон, дали би можеле вие да навлезете во по-детална методологија на обработка на законот, каде што во одредено образложение ќе бидат наведени клучните членови кои што би требало да останат непроменети, за да можеме тој закон да го сметаме за усогласување со европското законодавство. Благодарам.